Многу често знаме да слушнеме од граѓаните како велат на хартија е добро, овие бројки показатели се позитивни, но никако тоа не се чувствува. Зошто се случува тоа да макроекономските показатели изгледаат стабилно, а сепак граѓаните не чувствуваат реален бенефит од Па видите, имаме најави повеќе од владата макроекономски показатели. Ние економистите знаеме да кажеме дека понекогаш во реалноста со задоснување тајмлек од 6 до 8 месеци се верификуваат дел од тие податоци. Меѓутоа, кај нас е малку поразлична состојбата, веќе е начинав дел, еве гледајте во делот на цените и стандардот на граѓаните. Ние имаме граѓани, доминантен дел од нашите граѓани, кои што имаат потрошувачка за храна, посебно оние кои се посиромашните, 60, 70, 80%. Иако просечната инфлација прилично стабилна е околу 4, на тие граѓани понекогаш ако пораснат цените на храната им оди исклучително високо и прилично проблематично. Тоа значи зависност од структурата на граѓаните и состојбите. Исто и во контекст на платите, зошто не чувствуваат граѓаните. Просечната плата не значи дека е медијалната и најрепрезентативна. Може би просекот го прават неколку сектори со огромни плати во IT, во услуги и така натаму, другите се занемарени во текстилната индустрија. Така да просекот не го прави тоа и граѓаните делу многу чувствуваат. Друга состојба е, бевме во неколку кризни години. Кога излезете вие од кризна година, вие генерално ги покривате своите долгови, се раздолжувате и граѓаните и нивните очекувања се многу поголеми можеби од реалните за растот.